You know I shoot under pressure. I know that. You handle pressure well. Не е необично ако го видите Обама на кошаркарско игралиште. Председателот на САД игра и бейсбол. You're holding up well. Oh, See, here he I'm not gonna comes. И Путин редовно се појавува со бело кимоно и со кацига на главата. Тренира джудо, но вози и формула. Со спорт се релаксира и кралското семејство. Македонскиот председател ретко може да го видиме на спортските терени. Најчесто е во костуми пред компјутер. Министрите знаат да се појават на отварање на игралиште или спортска сала, но само да си го пробаат шутот. За разлика од нив, премиерот може и да го видите и да спортувате со него. Груевски летово е на велосипедската патека покрај Вардар. По долгите состаноци наоѓал време и за малку рекреација, да ја надополни енергијата и да се опушти од стресните ситуации. Вчера го уловивме на дело, од гаражите во Влада со велосипедот преку парк до велосипедската патека. Таму друштво му прават многумина. Па ја во суштина повеќе спортувам, играм фудбал, баскет, понекогаш ракомет, пинг-понг, понекогаш тенис, поретко, велосипед, а не бегам ни од други спортови. Кој го бираше точок? Добро, точокот е поземен за овој месец-два, потоа ќе почнам кога ќе почнам радно време со спортови поврзани со спортска сала. Ве гледам дека носите слушалки, слушате музика или комуницирате? Не, слушам музика, од време на време позастанувам да видам на телефона да не има нешто итно. Бидејќи таква ми е работата, не дај Боже може нешто да има итно. И тоа главно слушам музика. Каква музика слуша премиер? Па е ова сега што го слушаме техно. И добро е, музиката е во склад со брзината, значи брзо темпо на техно музика со брзо возење на точок. Ретко прави паузи, ама ако го сопрат, знае да им направи муабет на граѓаните. Некогаш некој ако инсистира, да. Главно не. Пошто брзо возам и многу не ме забележуваат. Тука и таму по некој ќе слушнам помлади и ќе кажат еј Груевски его. Меѓутоа понекогаш се случува некој човек да инсистира да застанам и тоа застанувам и разговарам. Што ве прашуваат најчесто? Па најчесто поврзано со лични проблеми, понекогаш и со крупните државни проблеми како името и така сака да дадат сугестија да кажат граѓаните, меѓутоа најчесто се поврзани со лични проблеми. Задоволни ли се како работи Груевски? Не ве разбав? Задоволни ли се како работи Груевски? Ви кажуваат ли такви коментари? Од оние што со мене разговараат, главно да, и најчесто даваат и некои сугестии што треба се подобри, што може да се. Тоа е корисно, јас тоа го почитувам, независно од кого доаѓа. Од Влада до Карпош 4 и назад. 1 час возење е доволно. По истиот пат повторно назад и повторно на работа. Еден туш е доволен пред да продолжат состаноците. Ако знаеме за Обама и Путин, сега знаеме и за Груевски. Министрите веројатно треба да поднаучат од него. Не само да се сликаат на игралиштата, туку понекогаш и да спортуваат на нив.